Минатата недела Државниот санитарен и здравствен инспекторат во 18 модуларни болници низ државата извршиле вонредни инспекцијски надзори. Во тие 18 болници е и модуларната болница во Кочани, а целта е да се утврди фактичката состојба и техничката спремност на болницата. Откако се објавени резултатите, модуларната болница во Кочани ги исполнува сите технички услови и капацитети за работа, а е затворена бидејќи нема зголемена потреба за хоспитализација на пациенти позитивни на COVID-19. Ова информација денеска ја потврди директорот на Општа болница со проширена дејност Кочани, доктор Александар Серафимов. Кај нас не е пуштена, бидејќи не е пуштена болницата во функција, фактички немаме ни еден пациент. Доаѓаше минатата недела тај надзор од ДСЗ и нема ништо посебно. Мислам, не најдеам ништо посебно. Во болницата во Кочани моментално се лекуваат 15 пациенти позитивни на COVID-19, од кои 9 се хоспитализирани во ковид одделението, а 6 се на постојана кислородна поддршка. Моментално имаме 15, сега кажував. Значи, за неколку медиуми се јавува, значи 15 пациенти, од тие 6 се како дневна болница, нели, ќе дојдат тука, ќе добиват лекови и ќе се одат дома, а 9 се постојано тука, од тие 9, 6 се на оксигенска маска, фактички на постојана оксигенација, 6, и занимливо е тоа што од тие 15 пациенти само 20 се со една доза добиена вакцина до сега. Во моментот во пренаменетото интерно одделение во Кочани има 12 слободни болнички кревети. Според последниот извештај на Министерството за здравство во Кочани се регистрирани 109 активни случаи на заразени со COVID-19.